Да, се враќаме во студиото. Господине Хани, ова што го кажа последно господинот Кекеновски за функционирањето на министрите, за одговорност кон премиерот, тоа е една димензија која се зборува во Македонија одамна, тоа произлегува од една изјава на еден министер кој рече ја не одговарам премиерот, ја одговарам пред Али Ахмети, тоа беше пред години и години. Така и функционираш. Да, јас сакам да ве прашам за таа димензија на друг аспект. Сега во оваа влада повторно влегуваат министри на ДУИ, дел од нив биле дел од власта на ВМРО ДПМН, а има еден интересен момент, каде што сите оние функционери на ДУИ, кои отворено беа против коалиција со ВМРО ДПМН, не се дел од оваа власт. Па некои од тоа го толкуваа дека тоа е и одмаздата на Али Ахмети кон нив, кон нивниот отпор, и тој повторно стави министри кои сега онака условно кажано биле добри играчи. Но доколку господинот Заев остане на своите принципи кои ги ветува и вели дека ќе наметне нов начин на владење, тој меѓу другото вели дека сите оние економски проекти како што е просечна плата од 30.000 денари, минимална плата од 12.000 денари, зголемување на субвенции, зголемување на плати и така натаму, ќе ги обезбеди со заштеда на пари кои се одлеваат од буџетот по пат на крадење. Нели? Така. Како сега тие министри на ДОИ кои функционирале различно во владата на ВМРО ДПМН ќе прифатат еден таков тип на владење, ќе бидат ли тие задоволни? Интересно прашање, меѓутоа и се врзува повеќе со разбирањето на парламентарната демократија кај нас. Идеално би било кога пратениците би ја имале централната моќ, значи во сите политички збиднувања, дури не тогаш не ни треба да се зборува за премиер, поради тоа што ние сме и по устав, значи дефинирани како парламентарна држава. Меѓутоа кај нас политичката реалност не доведува во тоа да размислуваме не само во насока на идолопоклонство, туку и во насока на починување на партиските лидери. Ова е застрашувачка помисла, посебно кај албанската популација, поради тоа што никој досега, уствари тешко се осмелуваат политичарите, интелектуалците да се спротивстават на мислите на лидерите. Изборите на новите министри, например, се представуваат една интелектуална дилема меѓу албанците, затоа што пред се, како што кажав, тие не можат, немаат глас, немаат моќ, немаат храброст да се спротивстават на вакви одлуки кои што не значат реформи, не значат нешто ново, туку значат обратно, значат дека тоа што ние цело време се боревме и кажувавме, сакавме да кажуваме дека ја поттикнуваме интелектуалната револуција, не сме способни тоа да го направиме со луѓе кои што се докажани дека практично се неуспешни. И вие кога ќе слушните исти имиња низ 17 години, нормално дека ќе се чувствувате револтирано, како што и ја во моментот се чувствувам, затоа што би сакал мојот глас да допре до политичките партии, не само до ДУИ, него и до сите, да размислат добро што значеа изборите, што значеа тие математики што ги добивме и што значеше тој глас на народот на 11 декември. За жал, лекциите не се научија, меѓутоа ова ќе биде на товар на тие што донесуваат одлуки. Од една страна може да се смета дека ќе има потешкоти, значи на особи кои што се го држат товарот од соработката со ВМРО, да соработуваат пак на подруг начин со СДСМ, но од друга страна интерно партиски, например, може и да се размисли во насока на тоа дека овие лица кои што сега се појавуваат на политичката сцена, кои се практично, условно кажано, нови, може би се и жртви на некој нов процес. Може би и тие се жртвуваат за нешто поголемо. Значи сега не сакам да зборувам хипотетички за вакви калкулации, меѓутоа мојот револт и мојата изненаденост, мојата
мојот нервозизам сакам да го истакнам во насока на тоа дека не би сакал да помислам дека тие се само жртви, туку би сакал да помислам дека тие ќе бидат не само дел од тоа, како да го наречам, двостранно, двоглаво донесување на одлуки, туку ќе бидат дел од позитивни реформи кои што ние утре сите ќе се гордееме. Јас не можам да се гордеам со особи кои што не покажале успех до сега и да очекувам нешто ново дека тие ќе направат. Јас очекувам дека например очекувам дека неказнетоста ќе се претвори во казнетост за тие кои што направиле криминал, а тоа не можеме да го зборуваме ако особите кои што се во функција веќе има индиции дека нешто се прави. Можда има во моментот нови одлуки, тоа не сум сигурен, но во однос на неказнетоста сметам дека би требало тоа да е еден од првите приоритети на владата. Но како тоа владата го покажа од почеток, кога веќе имаме стари лица. Значи не зборуваме само за неказнетоста, него зборуваме исто така од друга страна и за неизвестноста. Ние сите до сега живеевме во неизвестност дека нешто утре, нешто лошо ќе може да ни се случи. Како јас да очекувам од старите лица кои што не се грижеа до вчера дека да произведат известност, за мене, значи јас да можам да сум сигурен дека ако сум во право, нема да бидам казнет. Сега како истите особи кои што биле до тогаш во функција не обезбедиле таква известност за мене, да очекувам дека ќе бидат известни. И за крај третиот збор само да кажам околу слободата, јас очекувам и стравот да се претвори во слобода на вакво. Слобода за сите нас. Едноставно, јас сум изненаден што во биографиите на лицата кои што се појавуваат, посебно од страна на ДОИ, се појавуваат лица кои што покажуваат недоволна компетентност. А тоа кога ќе се соочат со условно да кажам македонци со поголема компетентност, тоа ќе биде поголем срам за мене. Во контекст на вашето прашање, значи коалицирањето, неизбежното, за жал, коалицирање со ДОИ на Социјалдемократскиот сојуз, всушност е голем баласт за премиерот, односно за лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, од причина што таа политичка реалност за која што говориме, односно бројката на освоени 10 пратеници и оној минимум кој што треба да биде исполнет за број на минимален број на пратеници кои што ќе сочинуваат од 61 број, минималниот број налага да дуе неизбежен фактор. Зошто велам неизбежен фактор при коалицирањето? Зошто велам дека е баласт? Баласт е поради фактот што претходната влада е критикувана, во таа влада клучно место сигурно дека има припадниците на ДОИ, и ако ги обвинувате едните за криминал, не можете да ги амнестирате другите дека не учествувале, или пак ако не повеќе, барем молчеле, или прогледувале несмрци за она што се случувало, а не реагирале. И во таа смисла сега вие едните ги напаѓате, а самата политичка реалност ви налага да ги земете во коалиција. Меѓутоа, тоа не смее да биде пречка покренатите кривични или предистражни или истражни постапки према одредени функционери во ДОИ не треба да биде пречка да тие продолжат понатаму самото влегување на ДОИ, од причина што навистина ќе покаже една цврстина и ќе покаже дека навистина се залага сосема и ќе работи сосема друго за разлика од неговиот претходник. Од друга страна, јас бев непријатно изненаден кога ги слушнав кои се кандидатите за министри кои што ги предлага ДОИ и се смееме со моите пријатели и колеги кои што честопати седнуваме и ги анализираме сите овие случувања, велиме испадна дека ВМРО-ското крило во ДОИ, кој што цело време се залагаше за коалиција, испадна дека мора да биде сега министри треба да бидат. Сите оние кои што беа против коалицијата со ВМРО-ДПМН, тие ги гледаме сега на страна. Меѓутоа добро. Тоа е сепак партиска одлука, претпоставам се гласало, се надгласувало таму. Што е битно во оваа ситуација? Кога говорам, пред да резимирам нова, сакам само да кажам дека дополнителен е теретот поголем за премиерот, од причина што тој
вети и сите очекувавме да во таа влада нема министри за кои што се водат предистражни или истражни дејства, односно кои се офатени во сите оние случувања кои што се случувале, односно кои што ние ги слушавме преку разговорите. И сега, од друга страна, додека не дојдовме овде, ние не го слушнавме специјалното јавно обвинителство да се изјасни. Имаше да Се изјасни. Јас се разбирам презумцијата на невиност, меѓутоа, ако се води некоја предистражна постапка, таа мора да се води. Доаѓањето на функција не треба да биде пречка специјалното јавно обвинителство да постапува селективно. Значи, кога не е на власт некој, да се водат предистражни или истражни дејства, ако ќе дојде на власт да се стопира. Ако тоа се направи, тоа ќе биде најголемиот кикс за Зоран Заев и за Социјалдемократскиот сојуз. Да, само ако може. Јас малце не би се согласил со вака драматичното обојување на овој тип на коалицирањето, со сите нели елементи во тоа што е речено. Знаете што, ова јас го гледам само како една етапа, која што е всушност етапа која што ќе трае до локалните избори. Сакам да потсетам дека дуи од изборите во декември излезе преполовен. Дуи има проблем, нема СДСМ проблем. Има беса проблем заради овие неколку потези очигледно диктиране од неискуството нивно на политичката сцена. На крајот на криштата ја имате алијансата на албанците, која што е партија, мислам дека партија во подем. Значи, комплексна е таа ситуација, комплексно е тоа коалицирање со сите нели посочени слабости, тешкоти, стари лица, нови лица и така натаму, но нас не очекува сега етапа до локалните избори, во која што, да подсетам на задачите кои што предстојат и престојат на владата како за почеток, второ, ќе морат веќе партиите да почнат да се преструјуваат, односно да се спремаат за локалните избори. Ќе разговараме после локалните избори за тоа кој каде и со што располага. Во моментов, значи, единствената можна коалиција се направи така како што се направи. Се надевам, познавајќи го до некаде начинот на работење на Зоран Заев, дека овие министри многу брзо ќе разберат дека му одговараат нему, дека досегашниот начин на поделба на сфери на влијание веќе нема да функционира и тие сигурно нема да заборават дека зад Заев стојат барем 60.000 гласови на македонските етнички албанци, пак етничките албанци македонски покажаа на последните избори и во целиот постизборен период едно завидно ниво на политичка зрелост. Прво, со гласањето, второ, со ненаседнувањето на една ужасна пропаганда која што беше насочена против нив и на крајот се воздржаа од тоа да бидат нервозни, ги спречија поривите да на 27 април реагират на поинаков начин. Според тоа, јас би бил, се разбира, со сите скепси што ги слушнав тука, сепак би бил оптимист. Сакам и јас да бидам оптимист. Меѓутоа, во една ваква ситуација, значи, ова не се критикува, се укажувања кои што лидерот на Социјалдемократскиот сојуз мора да ги земе во предвид во текот на идното работење. И јас не се сомневам во неговите искрени намери. Јас се сомневам во искрените намери, велам искрени намери на потенцијалниот, односно коалициониот партнер сега, кој што постојано тука за искрена и неискрена љубов. Тука зборуваме за една политичка композиција. Зборуваме за еден искрен, коректен, професионален однос пред се и одговорност кон државата и кон граѓаните на Република Македонија. Значи, говориме за еден сосема поинаков начин на пристап во владењето во оваа држава, говориме за една одговорност на секој оној кој што ќе се нафати на сите оние привилегии кои што ги нудат нели министерските функции, меѓутоа и на одговорностите кои што ќе произлезат од нив. Набрзо ќе се увериме дека се разбира во некои работи убаво е што негуваме здрава скепса, но мислам дека набрзо ќе се увериме, односно и ќе се уверат министрите идни, дека работите баш и не се така и не може да бидат веќе така како што беа. Знаете што? Ние сега ќе имаме за 2 часа слободата, што се вика. Ние
во моментот мора да знаеме што ќе правиме со таа слобода. Знаете, по 2 часа над Македонија ќе изгрее ново сонце на слободата, да го цитирам стихот од химната. Но слободата е нешто кое што ние ќе мора многу внимателно да го ракуваме за да не ја прокоцкаме. Да. Еден аспект само сакам да го збогатам диалогот тука. Вистина сакам да го потенцирам елементот на тоа дека СДСМ на пример во политичката сцена донесе еден нов концепт ориентиран повеќе кон тој граѓанскиот концепт. Меѓутоа изгледа ова Дуи и другите не го сватија. А посебно требаше да го свати Дуи затоа што поголемите гласови по калкулациите од Дуи, значи Дуи гласовите отидоа во СДСМ. И наместо сега по иста логика да се води таа партија, значи да се бори за да ги придобие македонските гласови, да води по иста логика како што одеше СДСМ, изгледа од таа само бендисаност, можеби од неукост или можеби од гордост, не знам за што се работи, се донесуваат одлуки, контраверзни одлуки во битни историски моменти. Вие се докажувате дека сте важен, вие се докажувате дека сте корисен и успешен само ако во кризни моменти знаете да донесете добри улоги. Јас не викам дека не сакам да ги критикувам сите, меѓутоа кога веќе имате особи кои што цел свет, во поголемата популација ги критикува, зошто да ја провоцирате, да го провоцирате електоратот? Значи, оставете простор да дојде во израз знаењето. Зошто не го оставаме тоа да дојде до израз? Ако ова влада не се грижи за тоа, значи што очекуваме ние што цело време зборувавме за интелектуална логика, интелектуална револуција, а сега во овој момент се плашиме да направиме револуција внатре во партиите. Значи, долгот кон тие, значи што придонесоа за добри работи кон ова и тие старите имија, на пример, не треба да оди во насока на уништување на можноста на едни млади нови интелектуалци да дојдат пак на површина. Ние не треба да се плашиме дека да конкурираме или да очекуваме да бидеме први во политичката сцена. Знаете што сакам да ве прашам? Доколку продолжи овој тренд на господинот Заев, ова што го зборувавме за освојувањето на огромен број на албански гласачи, не знаеме колку се, доколку продолжи овој тренд на јакнење, мислите ли дека за некоја година ние можеме да добиеме во Македонија еден сосема нов феномен за прв пат, значи македонец, етнички, да биде главен авторитет кај албанците во Македонија? Јас лично мислам дека тоа е многу реално. Ме плаши незнаењето, односно неукоста на политичките партии, посебно на политичките лидери кои што во моментот оперираат со политичките партии и кои што ценам дека може да се случи да го користат елементот на национализам како единствен да постигнат, значи да постигнат резултати. Тоа се користеше многу до сега и се користеше, значи во насока на промоција на страф и за сплашување. Ако тоа престане, ако тоа новата влада умешно го запира, вие набргу треба да очекувате, мислам, сите ние треба да очекуваме дека граѓанскиот концепт ќе владее во државата. Тогаш ќе се натера не само Дуи, ќе се натера сите политички партии да размислат различно, дури и ВМРО во ова смисла. Имаше едни моменти кога за време на поплавите, кога излегува граѓаните од Рачинова и кога кажаа никој не ни помага државата, не ни помага Дуи, побараа помош од Заев и потоа тој им прати таму багери. Имаше една многу впечатлива изјава на еден постар господин од Рачиново, кој што значи зборуваше за господинот Заев, веќе тоа навистина наликува на култ кон личност, каде што вели тој е пратен од небото, овој човек за нас да не помогне. За тоа ве прашувам, значи ова е навистина еден посебен феномен кој се случува во моментот. Само ова е чиста надеж, чиста реалност. Вие живеете во услови каде што немате вода, немате струја, немате пари во джеп. Но вие сакате да живеете. Сум се нашол во неколку ситуации. Заев сепак остава впечаток не на наместена искреност, туку луѓето се му веруваат. И тоа е некој квалитет кој што во политиката, знаете, игра голема улога. Не е тој
класичен политичар на кој што се навикнавме, едно збори, друго мисли, трето прави и така натака, остава печаток неискрен и во таа смисла сакам да верувам дека и понатака ќе го негува овој концепт што го негува, затоа што се разбира следниот чекор е сепак Македонија мора да ги добие граѓанските партии. Да добие реални граѓански партии. Овој сигурно процес кулминираше можеби после толку години сега на токму на овие избори и значи тоа е јасен показател дека ние веќе имаме деетнификација на политиката, односно деетнификација на чистите етнички политички партии кои што беа законжурени сите во своите средини со своето членство. Значи имавме ретки случаи, јас се сеќавам дуи на времето имаше и кандидат во Источна Македонија. Впрочем, сетете се дека и голем број на македонци ги дадоа своите гласови за кандидатот за председател Имер Селмани. Да. Значи, тоа беше првиот чекор, овој беше уште подрастичен чекор, каде што сосема јавно... За разлика и тоа е добар чекор. Имаме два модели. Го имаме моделот на Груевски, кој што вика вака: јас ќе коалицирам со албанци, ама ќе ги презирам. А Зоран Заев вика: јас ќе коалицирам со секого ќе го сакам, моите врати се отворени за сите. Немам намера никого да го презирам. А Груевски кај своите гласачи тоа го обезбедуваше со концептот на доминантност. Вика: јас им давам. Груевски е најобичен фолирант кој што скај одеше манипулираше со сите. Успеваше бидејќи нели машинеријата за перење на мозоци. Кога му треба албанците знаеше да говори албански, знаеше да оди во џамија да клечи. Кога не му треба, тој најголем патриот изигра. Но тој најголемиот патриот и измамник успеа 11 години оваа земја да ја држи во заложништво, еве за уште некој саат. Јас се согласам со тоа и токму поради тоа е нашата борба внатре и во партијата, меѓутоа и сите ние треба, како што се боревме и треба да продолжиме да се бориме, вакви личности повеќе да не бидат во политиката, без разлика во било која политичка партија. Ќе треба рано да ги препознаваме. Па сигурно ќе треба заедно сите да вложиме на политика. Сакам да ја прашам, специјалното јавно обвинителство побара замрзнување на имотот на ВМРО ДПМН, судот првично го одби тоа барање, но тој процес продолжува. Еве некој дел од некои најстакнатите членови на партијата, како господинот Тодоров, веќе се повлече мистериозно, сосема изненадувачки. Доколку продолжи овој процес на раситнување, што мислите дека ќе биде со ВМРО ДПМН во наредните години? Мислите ли дека ќе дојде до процес на реформа на треба партијата или ќе дојде до слабење како политички субјект и појава на некој нов? Јас и Фродем и поголем дел на други асоциации кои што се формираа во последниве 4-5 години како резултат на незадоволството од начинот на кој што се управуваше партијата и државата, односно слејаноста на партијата со државата, ја водиме таа битка постојано. Можеби не бевме доволно успешни од причина што немавме таква пред се финансиска моќ, немавме политичка моќ да ги убедиме нашите членови, меѓутоа верувајте дека тие во оние разговори, оние што беа малку похрабри и погласно говореа, а голем дел не тапкаа по рамом и очекуваме тие што не тапкаа сега конечно да го кажат својот, односно да го кренат својот глас против ваквиот начин на раководење со партијата. Дополнително во времето кое што ќе ни престои, јас мислам дополнително ќе престои охрабрување на членството во самата партија. Во овој момент тие се уште ги држат сврсто позициите, меѓутоа ги држат позициите пред на оние членови кои што се на партиски функции во местните, во општинските комитети, во централниот комитет и во извршниот комитет. Тоа е една структура која што биле задоволени нивните апетити, на некој повеќе, на некој помалку, и сега сите тие се држат максимално еден со друг. Меѓутоа, верувајте дека во базата членството веќе почнува да врие, односно почнува се погласно да говори, и сега се прават начини како да се дојде до тие местни комитети, како да се закаже изборно собрание, се со цел за да може да почне трансформацијата на ВМРО ДПМН од основните келии. Јас сум сигурен дека ќе ни треба малку време во овој сегмент, меѓутоа како ќе одат истрагите, како се повеќе ќе излегува на површина, бидејќи верувајте има голем број на луѓе кои што не веруваат
тие до пред некој ден говореа сечени, лепени, креирани, монтирани, благодарение токму на контролираните и корумпирани медиуми кои што им го переа мозокот од една страна, од друга страна благодарение на оние привилегии кои што ги има и цврсто стоја за сето тоа. Сега тоа веќе попушта, ќе ги нема привилегиите, ќе излезат со кривичните пријави, ќе се освестат и судиите дека мора да одредат притвор, дека морат објективно да постапуваат и тоа ќе го забрза процесот на реформа во самата партија. Јас сум оптимист и со поголем број на соистомисленици работиме на тој случај. Колку ќе бидеме успешни и колку брзо тоа ќе го направиме, не сум сигурен, меѓутоа сигурен сум дека Груевски за мене лично веќе не е лидер во заминување, туку веќе е заминат од партиската функција на ДПМН, кое што треба и формално да го направиме, ќе ја изнајдеме начинот и формата како тоа согласно статутот, бидејќи статутот е навистина централизиран во максимална смисла на зборот. Ако вие од еден месен комитет ви треба согласност од председателот на партијата, од извршниот комитет согласност за председател на општински комитет, јасно укажувам се. Меѓутоа, ќе почнеме од базата и мислам дека ќе успееме за кратко време да го реализираме, односно да демократизираме партијата, да ја вратиме, да го оправдаме името како што заслужува. Демократска партија за македонско национално единство. За жал, оваа партиска врхушка се работеше спротивно на името, го осрамоти името за веки векови, од една страна, од друга страна го подели народот на по сите можни основи. Целта беше раздели па владе, кое што умешно за жал го користеа сиве овие 11 години. Да. Добро, имаме до самиот крај уште по една минута од прилика за еден краток одговор. Не начнавме во целиот разговор една од најклучните, а воедно слободно можам да кажам и најдосадните теми во Македонија, кога се зборува во јавноста, евроатлантските интеграции, мислам дека веќе кога ќе кажете проблем со името, луѓето исклучуваат телевизор, но со назначувањето на Радмила Шакеринска во секторот одбрана, која е своевидно изненадување, тука е повеќе од јасно дека се таргетира членството во НАТО. Мислите ли, господине Исмаил, дека е можно, покрај проблемот со името кој реално го имаме, овој процес на вистина да се разреши? Па видите се, најважниот чекор ќе се случи по 2 часа, бидејќи ќе заменат во историја најголемите противници на нашата НАТО интеграција и ЕУ интеграција, ќе заминат во опозиција и тоа се надевам за веки веков. Тоа е најголемиот проблем. Веќе сите други следни чекори ќе бидат полесни и во таа смисла Радмила Шакеринска ќе го има едниот дел од тоа е така наречениот војно-цивилен дел на НАТО интеграциите, тука и Министерство за надворешни работи. Всушност, целата влада со редица постапки ќе ја зајакне нашата позиција во тие пристапни патишта кон НАТО и кон Европска Унија. Битниот момент ќе се случи по 2 часа. Да. Господин Хане? Да, ја би сакал да коментирам за ова, пошто сметам дека е многу важно прашање. Во однос на НАТО, мислам дека Македонија веќе треба да се смета, да се рачуна како дел од НАТО. НАТО е реалност за нашата држава и не е случајност тоа што Шекеринска го води овој сектор кој што ќе го донесе до тој успех, поради тоа што мислам дека таа водеше секторот за евроинтеграција во моментот кога нели станавме кандидат. Така, станавме кандидат членка да. Затоа сметам дека е многу важно затоа што НАТО ќе разбие еден голем мит за тоа дека македонците треба да се плашат од албанците, дека нивната држава сега ќе ја земе некој. НАТО како систем на осигурување буквално на државата ќе даде гаранции на државата дека тој мит нема да се случи никогаш. Не само што Албанија е дел од НАТО, туку и ние како албанци внатре во државата многу ќе се релаксираме со тој момент. Јас очекувам дека многу брзо, после неколку месеци,
Ние ќе бидеме дел од НАТО и можеби очекувам одма после тоа пошироки разговори околу нели овие преговорите за Европска унија да се отворат. И тие моменти ќе ни донесат нови перспективи кои што ќе ги релаксираат меѓуетничките односи и ќе елиминираат ќе го елиминираат национализмот како концепт кој што се злоупотребуваше до сега. Да. Па и јас сум оптимист дека ако успееме во евроатлантските интеграции, сигурно првиот чекор ќе биде нашето полноправно членство во НАТО алијансата и за тоа сигурно дека за овој мој оптимизам основа ми служи самото именување на подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, кој што веќе имаше успешен чекор во секторот за европски интеграција. Од друга страна, чинам дека сега максимално ќе треба да биде искористена, мислам дека е тоа член 11 од нели она времена спогодба од 1995 година која што ја подпишавме под патронат на Обединетите нации, која што ја подпишавме со нашиот јужен сосед, и таму вели дека токму или првата страна, нели како што именуваат првата и втората страна, вели дека не смее да се спротивставува ако под привремено име биде примена во меѓународните, регионалните и мултилатералните асоциации и организации. И мислам дека во тој сегмент најверојатно е направен некој договор или ќе се прави договор да се оди во таа варијанта да бидеме најнапред примени во НАТО алијансата под привремено име, кое што понатаму би требало да биде чекор и основа за продлабочување на разговорите со Грција и во делот нели наше влегување во Европската унија. Само ако стриктно го применуваме она што Прибе го напише во неговиот извештај и препораки. Да. Тоа е основата. Господа, ви благодарам на сите за учеството. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа. Останете со програмата на телевизија 24. Остануваме да ја следиме Собраниската седница, каде се гласа изборот на новата влада, следува информативниот блок, а подоцна се до полноќ цело време ќе бидете информирани за најновите случувања и се до самиот момент на гласање. Останете со телевизија 24.